Сега се вртиме повторно кон тоа единствено сигурно слово, Божјата реч, во посланието до Евреите 11 глава. И минатата сабота го проучувавме само 23 стих во врска со големиот Мојсеј, како што го нареков. А сега продолжуваме со 24 и 25, па тука спаѓа и 26. Значи следните три стиха. 24, 25 и 26 стих. Со вера Мојсеј кога порасна. Сега, чија е оваа вера сега? Претходниот стих, Мојсеј откако се роди, со вера 3 месеци беше криен. Чија вера беше таа? На родителите. Мојсеј со вера кога порасна. Чија вера е ова сега? Како? На Мојсеј. Кога порасна со вера, што? Се откажа да се нарече син на фараоновата ќерка. Кој е сега оваа будалаштина? Некои од вас сте изгубиле работа заради сабота. Некој школо, факултет, заради Христа или заради сабота. Тоа се сведува на едно те исто, заради верата. Значи. Некој блескава кариера, перспектива, слава световна, сјај, богатство, љубов, другари, друштво. А Мојсеј од што се откажал заради верата? Од царскиот престол. Тој да биде следниот фараон. Откако ќе умре, се разбира, стариот крокодил, како што беше наречен во филмот 10 заповеди. Откако ќе умре фараонот, што го посвоил, Мојсеј требало да биде следниот фараон. Од каде го знаеме тоа? Дека Мојсеја го токмеле за престолонаследник. Тој и Холивуд го знае. Сите филмови за Мојсеј тоа го кажуваат. Се прашувам дали читале Елена Вајт. Дали читале Патриарси и пророци. Бидејќи во Патриарси и пророци тоа се тврди. Би сакал да споделам некои мисли. Да, па затоа може би е така. Ке почнеме да читаме од 247 страница во македонскиот превод. На фараоновиот двор, значи не во било која палата, туку во царската палата. На фараоновиот двор Мојсеј добил највисоко граѓанско и воено образование. Или како што рече Свети Стефан во дела таму 7 глава, во својот говор пред Синедрионот, Мојсеј беше поучен во сета мудрост египетска. И сега, додека го читаме ова, држете си го во ум прашањето, зошто Господ сакал Мојсеј да помине низ ваква
низ вакво детство, низ ваква младост. Зошто Господ сакал Мојсей да биде син, законски син на фараоновата ќерка, на принцезата, и да биде да живее во царскиот двор, царската палата, да биде на многу висока позиција во самото Египетско царство, истото царство каде што неговиот народ е робови, се робови. Држете си го тоа прашање на ум. Зошто Господ сакал Мојсей да порасне како син законски на фараоновата ќерка, на принцезата, па и да биде иден престолонаследник? Владетелот решил, значи фараонот, својот посвоен внук да го стори наследник на својот престол. Еве, од тука го знаеме. Мојсей требало да биде следниот фараон после смртта на владетелот. И момчето било воспитувано за таа висока положба. Значи, од поодамна било одлучено дека Мојсей ќе биде престолонаследникот и заради тоа целото воспитание, целото образование на престолонаследникот било, значи, во таа насока. Се цитира повторно стихот, Дела 7.22, и ја научи Мојсей целата египетска мудрост и беше силен во зборовите и во делата. Држете си го на ум прашањето, зошто Господ сакал Мојсей да се најде во ваква средина, во ваков амбиент и на ваква висока положба. Зашто Господ го сакал тоа? Дали Господ го токмел Мојсеја за фараон? За миг, дали Господ го токмел Јосифа за премиер на Египетското царство? Да. Чиј телефон свири сега? Дали Господ го токми Мојсеја да биде фараон? Дали тоа е целта? Не. Тоа не е целта. Да беше тоа целта, ако Мојсеј се откажува од таа цел, тоа би било невера, значи спротивно на Божјата волја, а не вера. Зошто Господ сакал Мојсеј да помине низ сето ова образование? Да продолжиме. Што е тоа? Точно, да, Виктор, што е тоа? Да биде водач, а? Чиј водач? На Божиот народ. Да продолжиме. Слушајте. Неговите исклучителни способности како војсководител. Мојсеј бил војсководител. Мојсеј учествувал во битките на египетската војска со нивните непријатели. Неговите исклучителни способности како војсководител го сториле миленик на египетските армии. Замислете, египетските војски, египетските војници, египетските офицери го славеле Мојсеја, се радувале на Мојсеја. Тој им бил омилен генерал, војсководец. Насекаде го сметале за човек достоен не за почитување, за восхитување, вели Елена Вајд. Мојсеј бил многу популарен, многу сакан. И сега, после ова, следи ваков коментар. Намерите на сатаната биле осуетени со ова, со сето ова, што досега го прочитав. Намерите на сатаната, вели Елена Вајд, биле осуетени. Кои намери ги имал сатаната? Која беше намерата на сатаната? Како? Не, нешто мисли Елена Вајд кога вели дека намерите на сатаната биле осуетени со тоа што Мојсеј
станал царски син, престолонаследник, омилен војсководец и така натаму, со сета слава и чест. Еве следното. Токму таа наредба со која еврејските деца биле осудени на смрт, значи која била намерата на сатаната? Мојсей да биде ликвидиран, убиен. Но сатаната не знал однапред кој е Мојсей. Со таа наредба, значи, што чекале евреите, рековме минатата сабота? Го чекале Спасителот, ветениот Месија. Тие не чекале Мојсей, некаков Мојсей. Го чекале ветениот Месија. Тоа било традицијата на избраниот народ. Рековме уште од Адама и Ева. Што сакал да постигне сатаната преку фараонскиот декрет да се убиваат сите машки еврејски деца, за да не дојде никаков избавител. Што сакал да постигне Ирод 1,5 милениум подоцна со иста таква наредба, само за витлеемските машки деца. Зошто машки деца? Па тоа ќе биде избавителот, ќе се роди како машко дете. Спасителот на светот се знаело дека ќе се роди како машко дете. Таа намера на сатаната била осуетена и сега токму таа наредба со која еврејските деца биле осудени на смрт. Сега пазете го ова. Ова не сакам да го пропуштиме. А потоа уште една друга многу важна поента ќе нагласам пред да завршам за денес. Токму таа наредба со која еврејските деца биле осудени на смрт, значи декретот да се убиваат сите машки деца, според Божјото провидение придонела идниот водач на неговиот народ да го добие потребното образование и подготовка. Дали го слушнавте одговорот на прашањето зошто Господ сакал Мојсей да помине низ сето египетско образование од највисок ранг? Во последната реченица што го прочитав се наоѓа тој одговор. Божјото провидение значи направило идниот водач на неговиот народ да го добие потребното образование и подготовка. Сега поставете си прашање што конкретно е потребното образование и подготовка? Дали се што научил Мојсей во сета египетска мудрост било потребно за ова? Не. Но нешто било потребно, така? Нешто што Мојсей научил било корисно. Што? Што станал Мојсей? Што бил Мојсей во Египет? Војсководец. Дисциплина, учесник, искуство во битки. Значи, водачот на Божиот народ не треба да биде коркач. Вчера читавме за Немија, патем речено, за вас што не бевте. Ако Немија сгрешил и оставил впечаток дека он е коркач, дека се плаши за својата кожичка од лажните закани на Санавалат, непријателот на евреите, тогаш, Елена Вајд пишува, тогаш тој коркачлук, како некоја зараза, ќе се пренесел по целиот народ. И целиот народ ќе омалаксал, ќе изгубел волја да продолжи со градењето на градот и на тој начин Божјото дело ќе било осуетено. Значи, водачот треба да биде пример на храброст, на дисциплина. За да биде водач, а ако сакаш да бидеш марионета, или измекер, тогаш биди и коркач, биди и со свиена кичма, повикувај го целиот народ да ја свие кичмата
и искочи на струмечкиот карнавал, облечен во сукња и хулахопки. Сега, што е тоа што сакав да забележите? Да си го поставиме следното прашање. Ако не постоела смртната казна, односно, тоа не било казна, ако не постоел геноцидниот декрет на фараонот да се убиваат сите машки деца, Мојсей ќе се родил како син на Амрам и Јохаведа? Да. А ќе завршил во египетскиот двор? А не. Што ќе бил Мојсей во случајот да не постоеше геноцидниот декрет? Ќе си растел како и секое друго еврејче, како син на мама и тато, ама до душе убав, нели? Детето беше многу убаво. Ама што? Како еврејче, како дете на робовите, по закон, детето на робовите е и самото роб, без никакви човечки права. Сега, што сакав да забележиме? Кога се случува, кога непријателот повлекува потек, царскиот декрет да се убиваат сите машки деца на Божиот народ. Што направил Господ со тој декрет? Дали биле убивани многу еврејски машки деца? Да. Дали пострадале 14.000 витлеемски деца од ножот на Ирод? Да. Но, и сите тие се спасени, слава на Бога. И едните и другите. Спасени за вечност. Но, зошто Господ сето тоа го дозволил? Дали во тоа време живееле евреи? Аман, Господи, каква е ова неволја? Зошто дозволуваш, Господи, ги убиваат нашите деца? Знаете, во Израел денес која религија е најзастапена? Во Израел, денешен Израел. Кој е највисокиот процент, на која вероисповед припаѓа? Атеизам. Знаете зошто денешните евреи, не само тие во Израел, и во светот воопшто, повеќето се атеисти? Знаете ли зошто? Од кога се тоа? Од кога станале тоа? Од Холокаустот наваму, од Втората светска, од Хитлер наваму. Од Хитлер наваму повеќето евреи изгубиле вера во Бога. Зошто? Па според оној невернички заклучок, Господе, зошто дозволи ваква голема трагедија врз твојот народ, пошто они се сапеа за негов народ цело време, до ден денес, тие што веруваат до ден денес. Господи, зашто дозволи да бидат убиени толку новороденчиња? Има ли Господ? Да постоеше Господ, ке дозволеше ли вакво нешто? Дали во времето на Мојсей се поставувале вакви прашања? Што мислите? Дали во времето на Мојсей мнозина изгубиле вера во Бога и во каков избавител, какви месии? Ништо, нема од тоа ништо. Сигурно. А што не гледале сите тие? Што не можеле да видат? Да го видат Божиото провидение, Божиот план со сето тоа. Се разбира, и оние најверните, за да го видат, треба да помине многу време, но да бидат стрпливи и да издржат во својата вера, па тогаш тие го гледаат како ние денес што го гледаме, бидејќи за нас е ова историја, и тоа дамнешна. Која лекција може да извлечеме од ова за нас денес? Кога се случува нешто, кога Господ дозволува да се случува нешто, колку и да тоа да не ни е мило,
колку е да биде дури трагично, да биде дури болно, ама Господ дозволува да се случува. Како треба да реагираме? Господ знае зошто, а ние со вера продолжуваме понатаму според Неговото Слово. И ќе дојде време кога ќе се покаже што сакал Господ и зошто така постапил или зошто така дозволил. И сега доаѓаме до следното прашање, пред да го поставам. Го прочитавме до сега 24 стих во Евреите 11 глава, дека Мојсей, кога порасна, со вера се откажа да се нарече син на фараоновата ќерка и повеќе сакаше да страда заедно со народот Божји, отколку да ужива во минливите гревовни наслади. Страдањето заради Христос го сметаше за поголемо богатство отколку ризниците на Египет, зашто предвид ја имаше наградата. Зошто Мојсей се откажал од царскиот престол? Зашто предвид ја имаше наградата. Која награда? Ајде го поставиме следното прашање. Сме го поставували и порано. Ако Мојсей станеше фараон, и ке беше еден од фараоните, не знам која династија поред била таа, што ке беше денес Мојсей? Ако Мојсей си беше фараон, си станеше фараон. Значи, ако не нешто исчезнато, непознато, закопано било каде, во најдобар случај, значи, ке беше мумија. И кога беа Љубица и Ивана во Египет, Влаче ти беше тогаш со нив? Значи, и Влаче ке го гледа Мојсей, мумија. Покрај другите мумии. А што е Мојсей денес? Жив. На небо, илјадници години жив. Што било подобро? Како што рече Соломон, нели? Живото куче е подобро од мртвиот лав. Каде го пишува тоа? Во пословиците. Најдете си го дома. Читајте си го. Но, лесно ни е нам денес да одговориме на прашањето што било подобро. Бидејќи денес, од денешна перспектива, гледаме наназад во историјата. Што било, како било. А дали да сме биле на местото на Мојсей, да сме биле, дали ние ќе постапевме како него? Дали ќе речевме вака? Па што има лошо да станам фараон? Па еве Господ затоа и ме спаси од ножот, еве Господ затоа ме направи царски син, ме направи генерал египетски, ме поминав ни сета египетска мудрост, образование, обука. Исто како Јосиф, што стана премиер за да го спаси потоа својот род од глад. И исто како Јосиф што стана премиер, најверојатно Господ мене сака и ме подготвува да станам фараон. Ама Божиот народ чека ослободител да биде ослободен. Па такаде, како полесно ќе биде ослободен? Нели е подобро јас да си бидам фараон, па кога ќе бидам фараон, ќе имам сета апсолутна власт во царството, кај што јас ќе палам и ќе гасам,
тогаш ќе треба да мрднам само со најмалото првче и сите израелци ќе бидат ослободени од робство. Што мислите поминувала таква мисла низ Мојсеевата глава? Знаете колку мина проповедници кои што сакаат да бидат верни на духот на пророштвото или на Елена Вајд, си мислеле и постапиле овака. Јас прво да станам доктор, да поминам низ сите институции образовни, Ендрус, да ги освојам сите титули, да станам угледен проповедник, професор, можеби, зависи што. И после која ќе стекнем таа висока позиција, на углед, влијание, тогаш ќе проповедам вистината. Тогаш ќе проповедам Елена Вајд. Па некој тоа го прават, Дојчин тоа го прави. Има луѓе што тоа го прават. Ама до тогаш, додека ја стекнем таа позиција, таа титула, до тогаш, кјутенката, ако се соочам со ереси, ако се соочам со неправди, со беззаконија, што? Кјутенката. Додека не се качам на таа висока позиција, кјутенката, ако треба ќе проголтам многу горки пилули, ќе направам еден куп компромиси со верата, кјутенката, додека не дојдам на таа висока позиција, а после која ќе дојдам на таа висока позиција, тогаш од позиција на власт, углед, моќ, влијание, тогаш ќе проповедам вистината. Додека дошле на таа позиција, после толку направени компромиси, како што рече Борче, ти веќе си станал друг човек. Ти веќе не си способен да ја браниш Божијата вистина. Патам речено и Дојчин што сега ја брани, затоа што повторно е во една независна институција. Вајмарскиот институт во Калифорнија, дали знаете, ја да ја кажем еден податок, е основан од Колин Стендиш, а подоцна, на постари негови години, било решено и на источниот брег да се основа некоја независна образовна институција, и така решиле 83 година го основале Хартланд институтот. Сакам да кажам и таму кај што сега е Дојчин, тоа било независна институција. Овие другиве што сакале да станат професори на Ендруси, на Нјуболди, или да станат председатели на конференции, области, унии, кој од нив ја проповеда денес вистината? Никој. Зошто? Зошто Мојсей тоа искушение и таа помисла? Па што има лошо да станам фараон? Па нели со позиција на власт многу полесно ќе го ослободам мојот народ? Од позиција на власт. Зошто Мојсей ја отфрлил таа мисла и тоа искушение на кое што паднале денес илјадници проповедници? Но не за царски престол, за нешто многу помало, но сепак паднале на тоа искушение. Што е проблемот? Веќе кажавме, што на патот да се освои таа позиција, треба да направиш еден куп компромиси со верата и со гревот. А тоа е веќе грев во Божите очи. За да седне Мојсей на царскиот престол, знаете што требало да се случи? Евете, Елена Вајд ни кажува во оваа книга. Последниот цитат за денес. Според египетските закони,
секој што би стапил на фараонскиот престол, морал да биде член на свештеничката каста. Што значи ова? Така и Мојсей, како законски престолонаследник, морал да биде упатен во тајните на египетската религија. Таа должност им била доверена на свештениците. Но иако ревносно и неуморно го изучувал сето тоа, значи Мојсей кога го воспитувале, го образувале, сета мудрост египетска што значи? Сите египетски богови, сите Изиси, Озириси, како се викаш Ра, како се викаш оној гадот, богот на мртвите, го заборев. Мојсей сето тоа го изучувал, замислите. Но што не можеле египетските свештеници да го убедат да направи? Но иако ревносно и неуморно го изучувал сето тоа, сепак не можеле да го придобијат да учествува во молитвите на лажните богови. Едно е да изучувам што верувале старите грци, олимписките богови, цела митологија. А друго е јас сега во тоа да учествувам. И во сите други пагански, во сите нивни пагански обреди. Му се заканувале, свештениците му се заканувале на Мојсей, дека доколку остане упорен во својата приврзаност кон еврејската вера, ќе биде лишен од престолот и дека царевата ќерка ќе се откаже од него како син. Така? Така ли? Вие ми се заканувате? Еве, јас се откажувам да бидам нејзин син. Ти ми се закануваш со отказ? Со бркање од работа? Еве, јас поднесувам отказ. И вие лупам вратата зад мојот грб. И во овие реченици што ги читаме, како постапил Мојсей, се гледа чија вера, чие влијание, чие воспитување. Кој го направил Мојсеја ваков? Неговата мајка. Цели пасоси посветува Елена Вајд за Мојсеевата мајка, за да биде детето толку цврсто верно на Божиот закон, на вистинскиот Бог, единствениот Бог, творецот на небото и земјата. Но тој непоколебливо останал при својата одлука, заклетва на верност да не му дава никому освен на единствениот Бог, творецот на небото и земјата. Со заклучоци до кои се доаѓа врз основа на здравиот разум, им докажал на свештениците и на поклониците на лажните богови, колку е безсмислено нивното суеверно обожување на мртвите работи. Никој не можел да ги оспори неговите докази, ниту да ја измени неговата решителност. Сепак, известно време ја поднесувале неговата упорност, земајќи ја во обзир неговата висока положба и наклонетоста што ја уживал и кај царот, и кај народот. Еве што сакал Господ исто така да постигне. Мојсей дури и да им сведочи на највисоките класи на Египет, да им сведочи за единствениот вистински Бог, да ги осведочи. И штом ќе бидат осведочени, да немаат никаков изговор. Злата што го погодија Египет подоцна, падна врз фараонот и врз народот, кои што еднаш биле осведочени за тоа кој е вистинскиот Бог, но тоа го отфрлиле. И биле принудени да го трпат тоа, што Мојсей им го проповеда. Зошто?
Затоа што Мојсей веќе беше популарен. Веќе беше славен. Што читаме за Христа? Колку пати се обидувале фарисеите да го уапсат Христа? Многу пред големиот четврток. Но не смеја заради народот. Се плашеа од народот. Колку пати тоа го читаме. Не смеја да кажат, да зуцнат ниту против за Јован Крстител, не смеја да зуцнат ништо лошо, иако го мразеа и него, ги мразеа сите што го сакаат Христа, бидејќи го мразеа Христа. Ако мене ме намразија, што им рече Исус? Вас ке ве намразат. Ако мене ме гонеа, вас ке ве гонат. Што очекувате од овој свет? Но не смеја заради народот. Бидејќи народот го сметаше Јована за пророк. Бидејќи народот и самиот Исус го сметаше за повеќе од пророк. Го сметаше за Месија, за Божи син. Замислете, израелскиот народ, обичниот народ, повеќето обичен народ, го признавале Христа за Месија. Го љубеле Христа, со радост го следеле Христа, го барале Христа. И на кој дередже падна денес тој народ? 65% атеисти. Зошто? Затоа што еден критичен петок решиле да ги послушаат своите водачи, кои што и тогаш предлагале нешто пострашно од тоа што предложи Генералната конференција пред 5 години. Приметеа вакцината. Нема ништо лошо во тоа. И се откажа од тој популарен Месија. Бирајки го Варава на нивно место. За нивен водач. И како што напише Елена Вајд во другата книга, Копнежот на вековите, го избра Варава и Варава ке го имаат и ке ја чувствуваат суровоста, бруталноста на Варава се до крајот на светот. Дали тоа се случило со еврејскиот народ? Навистина трагедија. Која беше грешката на еврејскиот народ? На народот збориме. Решивме да застанеме на страната на нашите водачи и да се откажеме од Христа, кој што го сакавме, кој што беше за нас популарен, кој што во кого верувавме, кој што го нарекувавме Месија, учителе, сине Давидов. Тоа значи признавање дека Исус е Месија. Осана на синот Давидов. Сине Давидов. Што значи тоа? Тоа морале да го голтаат свештениците и фарисеите кога ги слушале. Тоа за нив било шлаканици. Исуса го признава, народот го признава Исуса за Месија, синот Давидов, нарекувајќи го со таа титула. Да внимавате, браќа и сестри, никогаш да не застанете на страната на водачите, омилените проповедници, особено ако ви се омилени, кога тие проповедаат ерес. Кога тие од коркачлук, од интерес материјален, разбрахме годинава дека и Адра била финансирана од USAID. А таму пишува, немој да имаш работа со виече безбожничко. Колку пати сме ги слушале тоа од многу проповедници. И Адра финансирана од парите на Сорос и други ѓаволи. Епа сега нема пари. Епа ке нема. Кај ви беше верата? Да, сега дојде другиот, како се, русиот ѓавол.
некои го викаат портокалови. Нашата надеж е само во Христа и неговата реч, да останеме цврсти и верни до крајот, каква год неволја да не снаоѓа, какви год искушенија, што год да се случува во овој луд и ненормален свет и внатре во црквата. Нека му е фала и слава на Господа. Амин. Ке продолжиме следната сабота.